На отворени средби и трибини кои ги организира Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, како и со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој. Земјоделците може да ги кажат проблемите со кои се соочуваат директно на директорите и раководителите на овие институции, како и да дадат своји предлози и идеи. Средбите кои започнаа денеска од Прилепско, исто така имаат за цел и подобро запознавање со програмите на кои земјоделците ќе може да поднесат апликации по некоја од наведените мерки. Ќе бидат запознаени земјоделските стопанства и со проектот, односно ИПАР-2 програмата, проектот за СМС комуникација, при што сите земјоделци ќе бидат информирани за понатамошни постапки и активности на агенцијата преку СМС пораки, како и за агрометролошките станици, кои што во една од претходните ваши емисии беа информирани сите. Аплицирањето за мерките 121 и 112 како информација околу ИПАР програмата се најпоставуваните прашања од страна на земјоделците, истакна Златков. На досегашните трибини кои што ги одржавме, најчести прашања се аплицирањето по мерката 121 и 112, тоа е од програмата за рурален развој, односно националната програма за обнова на возен парк, односно механизација, приклучни и основна механизација. И се разбира информација околу ИПАР програмата и одговори од аплицирањето. Сите земјоделци според податоците што ни ги даде платежна агенција се информирани кој е добитен, кој не е добитен и дали се уште се чекаат средства за одобрување за понатамошни апликации. Други прашања кои што исто така ги интересира се субвенции за различни земјоделски култури во 2016, но и такви кои што биле одбиени од претходниот период поради долгови спрема државата, дали има некоја можност тоа да се анулира или ќе останат како должници. Директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Златков исто така информираше дека по завршувањето на директните средби со земјоделците сите нивни проблеми, предлози и идеи ќе бидат пренесени до владата на Република Македонија со цел нивно решавање и спроведување. Планирано е да се одржат средби во 42 рурални средини, кои треба да траат до почетокот на месец ноември.